Може ли да направите некаква паралела помеѓу ова што денес ни се случува со коронавирусот и дали паметите ваков светски глобален предизвик? Мислам не. Како акутен проблем, ова е права реткост и ние немаме никакво искуство во решавањето на овие проблеми, никако геостратегија на светот, нити како конкретна стратегија на клучните играчи. Мислам дека ова е вистинска реткост. Професоре, која светска владе во моментов со светот? Светската влада на капиталот и на интересот на капиталот на Америка имаше доминантна улога до сега. Тоа може значајно да се промени. Разговарам со Борјан Пановски, банкар и финансиер. Тој речиси 20 години живее во Њујорк. Во минатите 2 недели 10 милиони американци изгубија работа и се прејавија во бюрото за невработени, што е непоимлива бројка во историски контекст, дури и ако се спореди со најголемите кризи, финансиски кризи во минатото. Добро вечер, вие сте со уште едно издание на Тренинг. Пандемијата со COVID-19 станува голем цивилизацијски предизвик, не само здравствен, но и економски. Се најавуваат големи економски потреси. Светот очигледно по коронавирусот нема да биде повеќе ист за демократските предрасуди за случувањата што светот ги очекува. По справувањето со COVID-19 во ова издание на Тренинг ќе разговарам со универзитетскиот професор по меѓународно право и долгогодишен политичар на југословенската и македонската сцена Васил Тупурковски. Професоре, најпрво благодарам што издвоивте време. Ревностно се придржувате до мерките кои државата ги... Бескрупулозно, значи апсолутно не правам никаква грешка. Драго ми е што ќе имаме ваква можност. Професоре, може ли да направите некаква паралела помеѓу ова што денес ни се случува со коронавирусот и дали паметите ваков светски глобален предизвик? Мислам не. Како акутен проблем, ова е права реткост и ние немаме никакво искуство во решавањето на овие проблеми, никако геостратегија на светот, нити како конкретна стратегија на клучните играчи. Мислам дека ова е вистинска реткост и настапува светот без точни програми, сознанија, проекти како ќе го реши овој проблем. Многу во една изволена смисла све зависи од тоа колку ќе трае. Значи, таква компонента никогаш немало во актуелната геостратегиска компонента на поредокот во светот и затоа мислам дека е тешко да се прогнозира, бидејќи во голема рака тоа што треба да го направи светот сега не може да се стави во рамки на некој глобален концепт. Дали ова ќе бидат нови геостратешки поместувања? Па тие имаат таков потенцијал, но мислам дека во првава фаза нема тоа да дојде толку многу до израз. Многу ќе зависи, ако можеме да се оддалечиме за месец-два од оваа ситуација, од изборите во Америка и од начинот на кој што ќе настапи политиката на Брекзитот, што ќе може да игра и каква улога Велика Британија. Но тоа се сепак актуелни прашања и не задираат во некое рекомпонирање кое што ќе биде изведено и ќе биде во некој дел стратешки гледања како ние ќе го користиме, како ќе се одрази тоа на светот, како ќе се одрази на помалите. Мислам дека не сме дојдени во таа фаза и дека не можеме точно да кажеме како тоа ќе изгледа. Бжежински во една прилика има изјавено, предвидувал поточно дека светот ќе се сведе на Соединетите Американски држави, Евроазија и Кина. Она што остава впечаток дека во оваа криза, било да е здравствена, политичка, општествена, сведоци сме дека сега русите им помагаат на некој начин на американците. Да, тоа е интересен момент. Баш уште еднаш го гледав интервјуто на Путин, дадено пред неколку години. И гледам колку
оваа ситуација сега би можела да влијае и на американско-руските односи и дека и тука се крие некој потенцијал, затоа што не може ни еден од проблемите да се решат индивидуално само за некого да важи решението и за некој друг да биде или користено или на некој начин да представува некој искуство. Но мислам дека на долга патека тешко е да се каже дека тоа ќе го промени светот, затоа што главните прашања за светот сепак се односите и однесувањето на Соединетите Американски држави и на факторите што објективно се клучни. Тоа е Кина и Русија од друга страна. Тоа што сега Русија и помага на Америка не зборува за некоја промена која што е квалитетна и која што ќе има некој рок на трајање, да речем, во геостратешка смисла, туку на мудрата политика на русите да покажат дека тие се и позитивен фактор, не само неутрален или негативен фактор, туку и позитивен фактор на оваа ситуација. Професор Топруковски, според последните анализи, повеќе од 7 милиони американци ќе останат без работа. Во Европа се чувствува таа веќе безнадежност и безперспективност. Дали се сеќавате и може да направите компарација со некаков ваков или слична ситуација од 20 или 21 век? Да, има овакви ситуации. Пред се во минатиот век имавме две големи војни, кои што има директно влијание на економскиот развој и на економската ситуација во светот, и таа беше дел од геостратешките решенија. Така беше Маршаловиот план на крајот на Втората светска војна, која што ги направи скоро сите композиции, да речем, на меѓународните односи во тој период. Поделбата на светот во источен и западен блок, блоковската политика, нивната конкуренција и трка во вооружувањето, во услови кога немаше трет некој фактор, а сега е во 21-виот измената ситуацијата со огромното влијание и учество на Кина во светските односи. За многумина оваа денешна криза со која светот се соочува е многу поголема од онаа од 2008-та и 2009-та. Како ќе се извлечеме според вас? Како светот ќе се извлече, вклучувајќи тука и Македонија, од оваа пандемија? Да. Јасно е дека светот нема други решенија освен заеднички да го третира овој проблем, бидејќи нема граници на пандемијата. Не можете вие да повлечете граници и да ја чувате својот интегритет или своето општество. Затоа мерките ќе бидат дел од шансата во овој период акутен, затоа го нарекувам акутен, која ќе се подсмири целокупната стратегија на Америка за водечка доминантна улога, која што пред се доаѓа со Трамп и кој што сега е објективно загрозен за исходот на изборите во ноември месец. Затоа мислам дека ќе преовладува оваа компонента на заеднички решавања и на некој тип на посериозна солидарност, отколку што видовме во прва фаза на епидемијава. Таа ќе биде значајно европско померање, да речем, бидејќи во Европа после првата ситуација на национален интерес, на преголема значење на интегритетот на државите, ќе дојде во предвид солидарноста сега и капацитетот на Европа сепак да издвои значајни можности и средства за да го решава овој проблем. Професоре, која светска владе во моментов со светот? Светската влада на капиталот и на интересот на капиталот на Америка имаше доминантна улога до сега. Тоа може значајно да се промени како интерес на капиталот, на неолиберализмот во економското однесување. Ќе дојде до израз одредено смирување во конкуренцијата помеѓу, ги наведовте главните играчи во светската економија, па и во светската политика, и дека до поголем израз ќе дојде
солидарноста и ублажувањето на таа нивна конкуренција. Според одредени податоци, глобалните долгови на најбогатите се над 30.000 милиарди. Да. Тоа е пред се, има се разбира тука удел и другите должнички ситуации и кризи, но пред се е тоа до некаде ситуација која што ние познаваме повеќе време, затоа што огромна е задолженоста на Соединетите Американски држави. Таа е компонента на стратешките односи со Кина, затоа што пред се огромен е долгот на Америка спрема Кина и влијанието што во трговските односи го има тоа што Америка може да го користи на некој начин своето задолжување и својот долг како предност во некој од стратешките интереси што ги решава со Кина. Меѓутоа, Кина покажа уште еднаш дека може да успешно да го решава овој проблем со здравствениот проблем, да речем, проблемот со коронавирусот, и на тој начин е зајакна својата позиција и визави должничката криза, односно долгот што Америка го има спрема Кина. Тоа ќе биде дел од таа генерална солуција на односите помеѓу Евроазија и Соединетите Американски држави и ќе влијае на вкупниот однос на Америка, кој што ќе ги зафати и руско-американските односи. И мислам дека тие во овој случај нема да бидат, да речем, компонента на кризните односи, на кризното решавање на овие проблеми и на конкуренција што е негативна, туку дека во првиот период навистина верувам дека ќе има една позитивна улога врз геостратешките односи во светот. Професор Тупурковски, ајде малце да се префрлиме на домашен план. На почетокот од разговорот споменавте дека се придржувате до мерките. Прашањето ми е дали оваа забрана за движење на некој начин може да предизвика и да создаде нов ред и поредок за дисциплинирање на луѓето? Тоа се одлуки на самите народи. Помалку може да бидат одлуки кои што ќе имаат некое големо стратешко значење за однесувањето на владите, на власта, веќе кога одиме на потесен простор, кој што би бил да биде некаква индикација за однесувањето на помалите влади и на помалите држави, во таа смисла и на нашиот. Затоа не верувам дека таа носи потенцијал на сериозни промени, посебно не на доктринарни и на политички. Ќе остане главна компонента на однесувањето на државите демократскиот развој. И тој е сега под знак на прашање, меѓутоа тој не се користи се уште и не верувам дека ќе се користи за да се промени начинот на демократското поимање на решенијата и на политичките солуции на некој од властите или на секоја власт посебно. Вонредните мерки денеска, мислам, не се фактор што треба да загрижуваат од аспект на политичкото однесување. Не можете да излезете од ова без вонредни мерки кои што го ограничуваат движењето, кои што на некој начин се прифаќаат и очигледно од граѓаните и од народите се прифаќаат како мерки кои што се нужни. Но ние не сме соочени со можноста да ги критикуваме одлуките за вонредни мерки, бидејќи тие се неопходни. Нема земја во светот, почувајќи ги водечките фактори кои што на некој начин не ги применуваат истите мерки. Оно што останува дилемата на почеток, пред да оваа криза се развие, имаше разногласие меѓу политичките субјекти, дали кризна состојба, водена состојба. Прашањето ми е дали навремено ја донесовме одлуката, избрзано или задоцнето? Вие самите знаете дека во временска смисла еден ден делеше квалитетот на одлуката. Еден ден имаше некои сили, да речем, во Македонија кои што збара кризна состојба. Вториот ден тоа се промени и беше прифатено практично сите да има вонредни мерки. Вонредните мерки јас ги гледам како една од солуциите за кризата. Затоа тие не се толку изразити, затоа не се прифаќаат од граѓаните како нешто кое што ќе го промени системот и ќе влијае потоа на демократските односи во едно општество и во македонското во таа смисла. И затоа гледам, би рекол дека е
опасно и непотребно да се претвараат воредните или кризните мерки ако беа донесени во политичко прашање. Да, вистина тоа е штетно и не им дава предност на политичките субјекти и на партиите кои што се залагале за едно или за друго решение. Неопходни се воените мерки за да се спасиме од оваа ситуација. И тие се донесени секаде во светот и Македонија го следи на некој начин тој терк. Професоре Тупурковски, ова што денес ни се случува доаѓа во период кога со државата управува пржинска влада. Требавме да имаме предвремени парламентарни избори, но поради нова настаната состојба тие се пролонгирани. Прашањето ми е дали после изборите, кога и да се одржат, може би на Македонија е потребно формирање на концентрациона влада, за која подолг период во јавноста се заговара како можна опција, која би не обединиле во справувањето со состојбите во земјата. И јас состо верувам во некоја таква солуција, затоа што веќе предолго, 30 на години, нас не карактеризира огромна поделеност на општеството. Тоа не дава можност за да се концентрираат силите и да се демонстрира единство кое што е неопходно во некои исклучителни ситуации како што може да биде оваа здравственова или економската, ако сакате. Па ако сакате и нашата борба во евроинтеграцијските процеси предолго траеше и заради таа поделеност. И во таа смисла верувам дека ние ќе имаме подобри резултати, а тие ќе беа и економски, затоа што имаше и сериозни економски предлози и програми во овие 30 години, а сега гледаме дека сето тоа е ставено во функција на политичкиот натпор помеѓу партиите, па дури и во оваа тешка кризна здравствена ситуација, некогаш не можеме да ги видиме заедничките цели на нашите крупни политички фактори. Како да ги нема? За Македонија е катастрофална таквата поделеност на малото македонско општество. Малото македонско општество може да функционира поуспешно додека не ги форсира тие интереси кои се произлегуваат како основни клучни интереси на политичките елити. Тоа се премалку луѓе во политичките елити кои што може да форсираат подоба на народот. Подоба на народот како манипулација е возможна и во оваа ситуација. И таа ни се случува, меѓутоа не можеме ние секогаш да очекуваме дека народот ќе ги реши самиот тие проблеми. Некогаш е тоа сепак скоро ексклузивна политичка сфера на делување на партиите и тие си земаат огромна одговорност пред историјата и пред народот за таквото однесување. Професоре, тука ќе направиме мала пауза за реклами и продолжуваме со другиот дел од разговорот посветен околу спортските активности кои во моментов се замрзнати. Да. Краток рез за реклами, а потоа продолжуваме со универзитетскиот професор и основач и претседател на Македонскиот олимписки комитет Васил Тупурковски. Следете не. Читам што се случува и кои мерки се преземаат во Македонија. Сега оддалеку вака да давам совети не е баш најблагодарно. Меѓутоа, мислам дека во некои работи се оди во голем екстрем за рестрикции на движење, полициски часови и веќе тие мерки завлагаат во човечките права и слободи, што е исто еден многу негативен ефект и појава која се случува во некои земји во регионот. И дополнително со мерките што се дискутираат или се обидува владата да ги спроведе, се нарушуваат тековите на економските текови и монетарните текови во општеството. Значи се дозвола некој да плаќа, некој да не плаќа, што тоа е еден домино ефект, може да има огромни несогледиви негативни последици. Следите тренинг, продолжуваме со интервјуто со универзитетскиот професор, основач и претседател на Македонскиот олимписки комитет Васил Тупурковски. Господине Тупурковски, спортот е во нокдаун. Не може да има врвен спорт и спорт кој што се развива на дневна основа, која што ги помага светските надпревари, светските такмичења толку важни за меѓународниот спорт и за спортот воопшто.
меѓу кои што спаѓа се разбира и олимпиското движење и олимписките игри. За прв пат во поновата историја се одложи и Олимпијадата во Токио. Па, два пати била одлагана во време на војната, во време на Втората светска војна, и тоа е единствениот пример. Ние имаме едно движење за олимписки мир, се вика, кој што следи традицијата повеќе вековна на мир во време на олимписки игри. Дури се сеќавам дека и во времето на конфликтот помеѓу Русија и Европа, сепак Олимпијадата во Русија се одржа. Се одржа, меѓутоа тогаш беше време на бойкотирање на олимпијадите, едната во Москва, другата во Лос Анџелес, и тоа и нанесе исто така огромна штета на олимпискиот спирит и на олимпискиот дух и на олимпиското надпреварување. Но тоа имаше луѓе кои што секогаш во олимпизмот се присутни со својата ерудиција, со своето позитивно залагање, и на некој начин, ако мене ме прашувате, ако има светска влада, ако можеме ние да кажеме и ја да кажам своje мислење за светска влада, јас секогаш ќе го поддржам Меѓународниот олимписки комитет како клучен фактор на таа светска влада. Затоа што не можеме ние секогаш да се откажуваме од принципите и да играме игри со принципите. Тие принципи на мир, на надпревар на младите, на ривалитетот, позитивниот кој што е и културен, и општествен, и глобален, се голем подем за некакви коректни, да речем, односи и за некои правилно поставени работи во глобалната заедница, во светот. И тоа олимпизмот без конкуренција го држи во свој раце, го држи тој примат, и затоа велам, кога би можел ја да влијам и да речем ова нека биде светската влада, ја ќе гласам за незе, тоа е да гласам за Меѓународниот олимписки комитет, бидејќи најмалку е тука во работа и во значење спортот, туку во значење се некои правила кои што се високо идеолошки и доктринарно поставени како цивилизацијски вредности на светот и на живењето. И јас уште на почетокот од овој разговор споменав дека после пребродувањето на оваа криза светот очигледно нема да биде ист. Какви ќе бидат последиците врз спортот? Знаете како е, ние во спортот тие се некојаш и прашања кои што се, да речем, од технички карактер. Зашто од технички велам? Ако вие прескочите Олимпијада и ако го запрете процесот на подготовки за таа Олимпијада, значи ако не го имате во предвид интересот на спортот и на спортистите и нивните објективни потреби да постигнат најдобра форма, најдобри спортски резултати за да може да ги прикажат на Олимписките игри како врвен глобален настан, тогаш немате други опции. Не можете вие да имате Олимписки игри во кои што тврдите дека најдобрите ќе настапат со најдобрите резултати, а при тоа да немате услови да се подготвувате. А тие услови се поврзани за здравствената ситуација и потоа се разбира и за економскиот подем или тонање. Бидејќи спортот многу чини, врвниот спорт посебно, затоа ние и не сме некој фактор, зашто ние немаме никогаш ни случајно, ни приближно доволно средство за да можеме да спроведеме еден систем во подготовката, затоа што и малите нации можат, користејќи, имплементирајќи таков систем, понекогаш и да дојдат за значени резултати. Ние во 30 години на македонскава современа држава имаме еден медал. Еден освоиме во Сиднеј 2000 година. Дали тоа значи дека недоволно државата инвестира и го финансира спортот? Државата ни случајно не го финансира спортот ни на елементарно доволно ниво. Значи, ние не го финансираме спортот, не сакам да вршам тука некој споредување, посебно не да зборувам во било која смисла негативно или финансиски претерано или недоволно кога станува збор за културата, но барем колку културата, ако го третираме спортот во македонското општество, ако така го третираат владите, ако така го третираат буџетите и така натаму, ние би имале значено поголеми успеси. И тоа исто така зборува за одговорност и однос према спортот и за таа поделеност која што спортот го става во функција некојаш на политиката. Професор Топурковски, ви благодарам за гостувањето. Очигледно, на крајот
Оваа пандемија од коронавирус може да создаде или ќе создаде нов јас помеѓу богатите и сиромашните? Па, имат сериозни назнаки за тоа, затоа што ние гледаме што значат за нас економските проблеми и како ќе можеме воопшто да ги решаваме, а камоли да обезбедиме перспектива за народот, за општеството и за нашиот економски процес, за нашите економски прилики или шанси во светот. Меѓутоа, барем долго време и најбогатите, иако поуспешно ќе ги решаваат овие економски проблеми, нема да може да наметнат некоја нова доминација која што ќе ги скрати сите шанси. Во оваа пандемија ние имаме поголеми шанси ако сме подобро организирани од тие крупни општества што ќе имаат доволно средства да ги прават промените во економската сфера, но за да го обезбедат сопствениот развој, не за да направат некој нов триумф или некои нови постигања кои што ќе ги искачи на повисоко на спортска сцена. Јас мислам на спортската сцена и малите сега ќе имаат некои шанси, затоа што тие овој период треба да го искористат за редефинирање на сопствениот систем. Тоа е многу повозможно за мал спорт отколку за голем спорт. И Македонија тука има повторно, по моје мислење, некаква шанса, но тоа значи дека државата ќе ги преусмери дел од своите средства спрема спортот, бидејќи на тој начин ќе влијаеме и на здравствената состојба на младите, која што инаку е крајно деликатна, не заради ова сега акутна криза, туку затоа што ние толку многу имаме проблеми, такви лоши бројки која се работи за младите и спортот за младите и нивниот психофизички развој. Тоа се такви загрижувачки ситуации кои што не би им дале шанса на ниједна влада, ако таа не дигне кочница, ако не почне да размислува за некој таков систем кој што ќе му даде предност на спортот и заради други важни прашања, грижата за здравието и така натаму, не би дала шанса на ниједна влада да опстане, ако е во прашање спортот. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам, со задоволство. Почитувани гледачи, следевте интервју со Васил Тупурковски, универзитетски професор, основач и председател на Македонскиот олимписки комитет. Боријан Пановски долги години живее во Њујорк, Соединетите Американски држави. Тој по професија е банкар, работи во областа на финансирањето на инфраструктурните проекти. Добар ден и поздрав до гледачите. Па вака, сега јас можам да зборам што се случува во Њујорк и во околината во која живееме, бидејќи сите се во карантин и движењето е редуцирано, а Америка е голема земја, така да на разни места различно се манифестира кризава. На Манхетан, каде што живееме ние, школите се затворени, сите ресторани и продавници се затворени, освен супермаркетите и апотеките. Има видливо редуцирано движење на луѓе по улици и сообраќај. Меѓутоа нема некои стриктни забрани на движење во било кој дел на денот. Така да луѓето одат на прошетки и идат во Централ парк кога е убаво времето. И така. Њујорк по медиумите се, бидејќи концентрирано население, нормално и дека ефектот на вирусот и пандемијата ќе бидат поголеми, меѓутоа колку што ја успевам да гледам и слушнам, до сега тоа се менаџира релативно успешно, а како ќе биде, останува да видим. Американскиот председател Трамп најавува резерви, федерални резерви кои би може да изнесуваат околу најмалку околу 2000 милијарди. Минатата недела или пред 2 недели се донесе новиот пакет на мерки кои вкупно предвидуваат околу 6 трилиони или 6000 милиарди долари финансиска помош. 2 милиарди, 2 трилиони кои ги спомнавте се наменети за помош на населението и на луѓето кои ќе изгубат работа. Значи, чисто за да се добие чувство за димензијата на проблемот, во минатите 2 недели 10 милиони американци изгубија работа и се прејавија во бирото за невработени, што е непоимлива бројка во историски контекст, дури и ако се спореди со најголемите кризи, финансиски кризи во минатото.
Значи, другиот пакет на мерки за кои се уште се преговара се за спас на бизнисите, меѓутоа за деталите за тоа се уште не ги знам за да ги коментирам. Прорекниот гувернер на Европската банка Марио Драги сугерира поголеми буџетски интервенции ке државите. Па сега, видите, ја генерално бев и сум противник на големи државни интервенции, бидејќи секогаш тие креираат еден посредователен ефект кој можда и не е баш поволен. Гледаме, лично јас мислам дека доаѓаме до момент кога рестрикциите и карантинот што се затварање на економијата поради вирусот и кризата со пандемијата, веќе се економските ефекти стануваат поголеми од самата штета нанесена од вирусот. Значи, спомнав 10 милиони луѓе изгубија работа, тоа се 10 милиони луѓе кои треба да ги ранат своите семејства. Се запира секаква економска активност која ќе треба време после да се надокнади а печатење пари, веројатно Марио Драги тоа мисли под државни интервенции, мислам дека не се решение за тие проблеми. Овде во Америка се повеќе и погласни се повиците за да побрзо се отвори економијата назад во нормала. Господине Пановски, имате чести контакти со вашите пријатели во Скопје, експертите. Што би им сугерирале како финансиски да се постават за да се убlažат последиците од кризата? Па да, читам што се случува и кои мерки се преземаат во Македонија. Сега оддалеку вака да давам совети не е баш најблагодарно. Меѓутоа, мислам дека во некои работи се оди во голем екстрем за рестрикции на движење, полициски часови и веќе тие мерки завлагаат во човечките права и слободи, што исто е еден многу негативен ефект и појава која се случува во некои земји во регионот. И дополнително со мерките што се дискутираат или се обидува владата да ги спроведе, се нарушуваат тековите на економските текови и монетарните текови во општеството. Значи се дозволува некој да плаќа, некој да не плаќа, што тоа е еден домино ефект, може да има огромни несогледиви негативни последици. Дали вие се согласувате со идејата за перманентно задолжување во овој период? Па тоа е сите го прават сега. Јас сум против на перманентно задолжување, бидејќи задолжувањето се сведува на печатење пари, бидејќи за да се задолжат и да се пополнат дупките, тие пари ќе треба некогаш да се вратат. Во Македонија треба да се задолжуваме надвор во странство. Сега моментално ситуацијата на пазарите на капитал е многу лоша. Каматите се екстремно високи и дури некои земји и компании не можат воопшто да поземат. Така да нормално во тешка ситуација треба да се барат извори од заштеди и за да се преброди периодот. Меѓутоа, од друга страна се поставува прашањето колку фундаментално компаниите или некои држави се здрави за само месец или два за станата економска активност да дојдат економиите до посебен или компаниите до целосен колапс. Задолжувањето сега ќе биде за одржување или одржување на потрошувачката и попълнување на некои дупки поради тие интервенции кои се дискутабилни дали треба да се прават или не треба да се прават. Задолжувањето нема да биде за некои капитални инвестиции кои би носеле или ја подобриле економијата, така да тоа е задолжување за да се троши. Ако се земе во аналогија со едно семејство, ако се задолжите на летување, тие пари ќе се потрошат, ќе имате убаво летување, меѓутоа тоа ќе треба да се врати. Ако не работите, од каде ќе се врати е големо прашање. Какви би можеле да бидат последиците врз Македонија на економски план доколку ова криза со COVID-19 потрае? Па видите, Македонија е многу зависна од
од извозот во Европската Унија, како најголем пазар. Второ, економијата е за жал доста зависна од задолжување, така да самиот модел на економијата базиран на извоз на еден пазар кој исто ќе биде погоден од рецесија и задолжување да се опстане на локално ниво со јавна администрација и државни интервенции, ќе биде многу тешко, така да горем дел од тие ветувања ќе треба да се поништат или да се намалат. Господине Пановски, во овој мрачен период со кој се соочува светот, маце да се навратиме на вашиот успех да го поминете Атлантикот со едрилица. Да, тоа беше успех и во овие моменти на карантини, затворени дома, си посакам пак да бидам на море, на отворено море, каде што чувството на слобода е неописиво. Значи, имав прилика да го поминам Атлантикот со едрилица во ноември за 18 дена од Канарските острови до островот Света Луција на Карипското море, со посада од 7 члена посада. Тоа беше едно незаборавно доживување и секогаш би го направил повторно. Пановски, дали е ист стравот од борбата во морето, односно да се плови со доза на страх, или е многу пострашно, или можеби се пострашни овие денови на обстојување и, како што велат најчесто луѓето, живот од ден за ден? Па да, добро ви е прашањето, бидејќи споредбата исто и мене ми паднала на памет неколку пати, кога сте сами на сред океан, тука све зависи од вас. Секој прав или погрешен потез ќе ги има и соодветните последици. Кога сте во една ваква ситуација со милиони луѓе околу вас, каде што работите се тотално непредвидливи, можностите за работите излеза од контрола со полоши последици се многу поголеми, а вие ништо не можете да направите. Сепак океанот е непобедлив, меѓутоа сепак знаете со кого си имате работа. Боријан Пановски, банкар и човек кој е одлично упатен во финансиските води. Благодарам, поздрав до гледачите и до вас и се гледаме во подобри времиња. Ви благодарам. Трилинг го продолжува серијалот со македонци кои се раштркани низ светот. Како тие се справуваат и соочуваат со коронавирусот. Досега во Трилинг мои соговорници беа македонци кои живеат во Германија, Франција, Шпанија, Италија. Еве дел од нивните искажувања. Овде се вели дека после шпанската граѓанска војна ова е најтешкиот период за оваа земја. Од 14 март ние имаме овде прогласено состојба на алармантност, која што во Македонија е позната како полициски час. Ке биде ова голем предизвик не само за шпанците, туку и за нас, странците кои што живееме и работиме овде, затоа што никој од нас не знае како ова ќе заврши. Сите влегуваме во еден период на неизвестност, не знаеме како ова ќе се одрази на економијата, на менталното здравје на луѓето. Не сите можат да го издржат притисокот да седат дома цело време. Шпанскиот премиер Педро Санчес побара Маршалов план. Значи, ситуацијата е прилично сериозна. Тука, како и сите земји, постои дебатата дали Шпанија навремено изреагира, дали можеше да се спречи оваа ситуација. И јас и моето семејство решивме во оваа ситуација да дадеме доверба на шпанскиот систем, на луѓето кои што ја менаџираат оваа кризна состојба, да седиме дома, да ги почитуваме сите мерки и со нашиот пример да дадеме допринос сите заедно побрзо да излеземе. Како изгледа животот во карантин во Шпанија и дали најголемиот дел од продавниците, компаниите ставија клуч на вратите? Седење во карантин не е најпријатното чувство што некој што го искусиле, особено ако имате мало дете дома кое што било навикнато да трча низ паркови. Морам да кажам дека најтешка ни беше првата недела, меѓутоа сега веќе фативме некоја рутина
и веќе сме психички спремни дека ова ќе трае. Не се залажуваме дека ќе биде готово за неколку недели. Тука се зборува за месеци, затоа што тука жртвите се многу големи. Како е да се живее во карантин? Ние купуваме онлайн, значи одиме во супермаркет, не одиме, иако постои можност да се оди во супермаркет, дозволено е. Ние сме дома веќе трета недела, значи трета недела немаме излезено од нашиот дом, затоа што сме свесни дека надвор е опасност. Единственото сигурно место во моментов е нашиот дом. Отворени се само оние субјекти кои што се предпоставува и се, односно се рачуна дека се од примарна потреба. Производството не е стопирано, затоа што производството мора да продолжи за да ние имаме храна во супермаркетите. Лизгалиште во центарот на Мадрид привремено се користи како мртвечница. Да, за жал таа информација е точна. Тешки се за гледање тие слики од лизгалиштето. Меѓутоа, уште потешко е ако сте роднина на починат, чие тело е таму. Протоколот за болните од коронавирус вели дека не смеат да примаат посети. Така да многу сите семејства немаат можност да се поздрават за последен пат со членот на своето семејство кој починал. И не знаат кога ќе можат да го земат неговото тело. Порано беа само бројки мртвите, ни ги кажуваа денеска волку, денеска толку. Еве имаме најнов податок дека веќе по број на мртви ги ја имаме на минато Кина. Значи може да замислите порано кога гледавме како Кина паѓаат мртви по улиците, тоа беше страшно. Денеска Шпанија, земја која што јас живеам, го надмина тој број. Германија е во некаква припрема за нешто што треба да се случи. Се спремаат за едно цунами како што би можело да се случи, како што се случи во Италија. Или сега и во Шпанија. Така че разговорот го правиме непосредно после вашето 24 часовно дежурство на клиниката во Дуисбург. Како функционира во моментов генерално германскиот здравствен систем и колку лекарите во Германија се цените? Значи, јас сум сега дојден точно после дежурство, продолжувам, ќе се обидам да одмора малку, продолжувам после, имам дежурство фактички на повик. Ние од денеска сме во, да речеме, полна сила, полн погон. Имаме секој ден на дневна основа штабови кризен менеджмент. Дежурам, фактички се спремаме за некоја аларматна ситуација. Докторите, само накусо да ви кажам, имаме специјална интензивна нега само за корона пациенти, имаме специјална ургентен центар само за корона пациенти и имаме специјално, значи, донесуваме персонал специјално да се обучи само за фактички само за пациенти кои што се заболени од корона. Вирусот ги промени животите на германците, така и ги промени животите на докторите. Така да сега е на интересна ситуација каде што луѓето, каде што фактички ние мора да работиме 24 сата да бидеме будни. Во болниците ме прашавте за каков е здравствениот систем во Германија и каква е состојбата на лекарите и како се ценети во Германија. Здравствениот систем во Германија е добро организиран. Секој здравствен систем има проблеми, така и германскиот систем има проблеми. Меѓутоа е во основа добро организиран, секој граѓанин има право во било која болница да дојде. Болниците или болничките кревети или интензив, значи креветите на интензивна нега и се многу горди германците на тоа, и се толку, значи ги има во голем број, значи град од 50.000 жители има 3 болници кои имаат по 18 кревети на интензивна нега со респиратори. Имате во секоја болница хронографија, значи градот, значи еден пластичен пример, град од 50.000 жители. Лекарите се прилично добро ценети како професија
и прилично си добро платени. Лела, дали италијанските надлежни институции го подценија вирусот, па ова е резултат на се поголемиот број на згаснати животи од коронавирусот? Не можам да зборам за раководството на Италија. Мислам дека мерките ги превземаат чекор по чекор, не мислејќи дека бројката ќе ескалира толку. Првите регулативи кои што ги дадоа, значи од секогаш беше пораката останете дома, што можете повеќе останете дома. Но мислам дека каде сгрешивме сите ние, тоа е граѓаните и нашата свест за само грижата, за собствената сама грижа, за грижата према саканите и грижата према општеството. Мислам дека секој од нас малце тргна кон проблемот со ноншалантен пристап и тоа доведе до каде што сме денеска. Мислам дека можам да зборувам од свое искуство и од мој пример, дека секој од нас на некој начин се убедуваше дека се тоа може би една медумска сензација, дека се претерува, дури си мислев дали ова италијанска драма, да се креира некоја паника, страв да се влее, без размислувајќи дека всушност сериозноста на проблемот е голема и сериозноста на проблемот го имаме сите. И мислам дека сознанието на бројките како расте, на жалост, не алармантира и ни каже дека окей, време е да застанеме, време е да се самоизолираме и време е, значи, животите да ги свртиме кон друга страна. Животот во карантин е седо организација. Како секој од нас се организира е различно. Јас имам среќа да работам од дома веќе 7 години, така да работата и децата и динамиката меѓу како тоа да го на некој начин организирам и балансирам, веќе ми е познато. Не ми беше познато сопругот да остане дома и да работи, но наоѓаме начин. Дали си во контакт со твоите пријатели, роднини, другари од Скопје? Да, јас сум во постојан контакт со моите роднини, пријатели во Скопје. Дури брат ми беше пред 3 недели на посета во Милано, кога букна ситуацијата. Кога се врати во Скопје за 2 дена, излезе регулативата дека секој кој што патувал од Ломбардија, кој што доаѓа од Ломбардија, од Италија, да се самоизолира, значи да се стави во карантин. Видов многу пораки низ Facebook и коментари на луѓе исмејавајќи ја таа одлука на луѓето кои што се самоизолира и се става во карантин. И неверојатно и тоа ме поттикна да го напишам постот, да им се обратам на сите тие луѓе кои што не ја сваќаат сериозноста на проблемот. И мојот брат заедно со неговата фамилија решија да останат 14 дена беа во изолираност и сега се добро, сега се во ред, разбираат дека ситуацијата е сериозна и го лимитираат своето движење, го лимитираат своите социјални средби со голема група на луѓе и се надевам дека да продолжи. Следевте уште едно издание на Трилинг. Во овој политичко-економски магазин имавте можност да проследите интервју со универзитетскиот професор и долгогодишен политичар на југословенската и македонска сцена Васил Тупурковски. Од Њујорк за Трилинг се јави Боријан Пановски, долгогодишен банкар кој со својата едрилица за прв пат го преплови Атлантикот. Довидување од мене и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Недела 19 часот на телевизија 24. Не заборавајте дека емисијата се реемитува и на регионалните телевизии низ Македонија. Довидување.